Јас дојдов во обвинителството за организиран криминал и дадов изјава во својство на сведок во случајот Рекет во врска со прашања поврзани со истрагата Поштенска банка, која истрага јас ја водам во специјално јавно обвинителство. Одговорив на сите прашања за кои што се интересираше обвинителката, ги дадов сите информации што им беа потребни. Ја кажав вистината и сметам дека мојот исказ ќе придонесе за развој на истрагата во делот на настаните поврзани со предметот Поштенска банка. Тоа може да ви го кажам што се однесува на податоците околу тоа зашто сум дојден денес во обвинителството за организиран криминал. Дали објаснувавте околноста со станот кој што беше? Ги објаснував сите прашања кои што беа поставени, а се поврзани со истрагата Поштенска банка. Вистина тоа што го зборуваше обвинителката Стефанова дека вие сте се побуниле на тој состанок на тој колегиум 16 април да не се прави спогодба, имало ли можности разговори за спогодба во тој случај? Јас одговорив на тоа прашање и сметам дека јасно го објаснив целиот настан и поднос на тоа прашање. Толку може да ја кажам. Дали мислите дека рокот за покренување на обвинение кој што беше ЦЈО, нели имаше покренато обвинение после тој рок, дали мислите дека токму тие предмети се отворале за некои манипулации? Не знам, не можам да коментирам во овој дел. Каква е состојбата во ЦЈО, бидејќи гледаме дека вчера имало, да речеме, инцидент некој? Јас вчера бев на судење во ТНТ и директно во суд немам информации всушност за тоа. И денес исто така дојдов на слушување. Така да толку може да ви кажам. Точна ли е информацијата дека вашата стручна соработничка со ташната која што ги носела документите за ТНТ била причина за револтот на обвинителката што не знаела што има во таа ташна, па затоа издала наредба? Па не знам, јас стручна соработничка ја причекав пред судот. Она дојде од работа, ги донесе списите потребни за одвивање на судењето и толку. Govorim, kolegiumi ne fundit ka pazi sa mos marrëveshje të hanë. A është e vërtetë se është kërcënuar prokurorja speciale ndaj prokurorëve? Unë kam prezentuar, nuk kam ndjenë ndonjë kërcënim serioz ose ndonjë ndikim serioz nga ana e as nga ana e saj as nga ana e dikujt tjetër. Për atë arsye për деталите e kolegiumit nuk kisha dashur me bisedë. На македонски може ли точно ли е тоа дека пенувала Катица, дека сите ќе пропаднете со неа? Јас може да кажам дека јас не чувствував сериозно влијание за мојот исказ кој што го дадов денес. Воспротивно јас би пријавил ако некој би ја влијаеше како јас што да кажам во денес. Може ли да ни кажете до каде истрагата за Поштенска банка, па еве ние да се извлечеме заклучоци, дали колку влијаеле врз вас? Па истрагата за Поштенска банка привршува и ќе одлучиме кога ќе ги преземеме следните чекори. Ако претходно сте имале несогласување, зошто не сте го пријавиле тоа или не сте реагирале? Нели преку соопштение обвинителката Стефанова открива дека има несогласување, па се барало спогодба со пари, не затворски казни. Зошто претходно не сте реагирале? Претходно немало такво барање. Благодарам. Добро, само да ја прашаме за понеделник колегиумот што било. А може да ви кажете што се случува? Ви кажам детали, не можам да ја кажам, меѓутоа јас не сум чувствувал влијание за тоа што треба да кажам денес. Не сум чувствувал и затоа не сум пријавил. Иначе би пријавил ако би ми влијале за можниот исказ што ќе го дам. Што ви кажа Катица на вас? Не би кажал за тоа пиење кафе заедничко со колегите. Благодарам. Дека сите ќе пропаднете заедно со неа ако не ја поддржите. Нема да коментирам детали од средбата. Благодарам.